Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во оваа епизода ќе го завршиме со обработка посланието на Јаков, за кое многумина веруваат дека е една од најпрактичните книги во Новиот Завет. Тоа не значи дека другите книги не се практични, но посланието на Јаков релативно малку се занимава со доктрините на христијанската вера и повеќе е насочено кон објаснување на практичниот аспект од секојдневието на христијаните. На почетокот од оваа последна глава, Јаков им се обраќа на богатите и им дава до знаење дека нивната потрага по телесни и материјални задоволства нема да има среќен крај. Пред некој да помисли дека Бог има нешто против парите и богатството, сакам да ви кажам дека тоа не е вистина. Од духовна гледна точка, богатството само по себе не е ниту добро, ниту лошо, туку еден вид на тест. Оние кои го посакуваат и вреднуваат повеќе од се на светот се луѓе кои не успеале да го положат овој важен животен тест. Но има и такви кои го поседуваат богатството, но не го вреднуваат повеќе од Бог. Таквите се луѓе кои мудро се справуваат со тоа што им е доверено во животот. Претходната епизода ја заклучивме со обработка на стих 6 од глава 5. Денес ќе почнеме со читање на стих 7, каде пишува: Бидете трпеливи, браќа мои, до доаѓањето на Господ. Ете, земјоделецот чека драгоцен плод од земјата и долго трпи за него, додека не добие дожд, ран или доцен. Фразата доаѓањето на Господ се однесува на второто Христово доаѓање, за кое во Новиот Завет доста се зборува. Станува збор за настан кој допрва ќе се случи, кога Господ Исус повторно ќе дојде на оваа земја и ќе го воспостави своето царство. Но, зошто Јаков сега пишува за таа тема? Одговорот е следен. Затоа што им се обраќа на христијани кои биле неправедно третирани од страна на богатите и затоа ги охрабрува трпеливо да го исчекуваат доаѓањето на Господ Исус, кога ќе биде воспоставена Господовата правда. Но, кога ќе се врати Господ, тоа не значи дека само на богатите ќе им суди праведно, туку и на сиромашните. Со други зборови, тоа значи дека само затоа што некои луѓе се сиромашни, тоа не значи дека тие имаат Божја дозвола да живеат во грев. Но, луѓето на кои Јаков им пишува се сиромашни луѓе кои веруваат во Господ Исус. Затоа тој им вели да бидат трпеливи до неговото доаѓање, бидејќи кога тоа ќе се случи, тој ќе ги расчисти сите сметки и ќе донесе правда таму каде што ние луѓето со сите наши системи не сме успеале да донесеме правда. Тоа е ветување кое ни е дадено на неколку места во Новиот Завет. Ветување кое на секој христијанин треба да му влева надеж во срцето, нешто кое би требало трпеливо да го чекаме. Земјоделците не ги берат плодовите истиот ден или истата недела кога ги сеат семињата. Тие трпеливо чекаат нивата да роди плод во свое време. Поентата на Јаков е следната: бидете трпеливи како што земјоделците се трпеливи, бидејќи вреди. Зошто? Затоа што доаѓа жетвата. Стих 8. Па трпете и вие, укрепете ги срцата своји, зашто доаѓањето на Господ се приближи. Ние христијаните треба секој ден од животот да го живееме во светло на оваа вистина, дека доаѓањето на Господ е блиску. Не знаеме кога тоа ќе се случи, но може да биде во секој момент. Имајќи го тоа на ум, треба да трпиме дури и кога се соочуваме со неправда, бидејќи праведниот и совршен судија наскоро ќе дојде. Стих 9. Не оплакувајте се, браќа, еден на друг, та да не бидете судени. Ете, судијата стои пред вратата. Очигледно е дека дел од луѓето на кои Јаков им пишува имале некакви недоразбирања едни со други.
Претходно веќе читавме за тоа како помеѓу нив имало кавги и расправии, а сега читаме за оплакувања, односно тие се жалеле еден од друг. Јаков ги охрабрува да ги средат меѓусебните односи, за ако Господ Исус се врати во било кој момент да не ги најде раскарани и во лоши односи. Знаете, кога во црквата има некаков конфликт, главната мотивација за решавање на тој конфликт би требало да биде самиот Христос, неговата љубов, неговото простување и неговото доаѓање. Воспротивно, ако не сакаме да ги решиме конфликтите, како ќе застанеме во присуството на нашиот Господ и Спасител, ако во нас има гнев, завист и непростување? Стих 10. Браќа, како пример на страдања и долготрпенија, земете ги пророците што зборуваа во името Господово. Да ве потсетам дека Јаков им пишува на христијани со еврејско потекло, односно на луѓе кои биле прилично добро запознаени со животите и зборовите на старозаветните пророци. Тој како да им вели: знам дека знаете кои биле пророците и што правеле, но не е доволно само да знаете одредени информации за нив, туку да се угледате на нивното трпение. Стих 11. Ете, блажени се оние што истрајаа. Сте чуле за трпението на Јов и узнавте каков крај му даде Господ, затоа што Господ е многу милостив и се смилува на него. Не знам дали сте ја читале книгата Јов, но во неа се опишани тешките страдања на човек кој живееше праведно и побожно. И покрај тоа што него заслужи сето страдање што го претрпе, сепак на крај Јов излезе помудар од целата таа ситуација. Стих 12. А пред се, браќа мои, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту пак со некоја друга заклетва. Изборот нека ви биде да, да и не, не, за да не паднете под суд. Со други зборови, кога ќе кажеме дека нешто ќе направиме, треба тоа да го исполниме, без да се колнеме дека навистина ќе биде така. Поентата на Јаков е следна: христијаните треба да имаат таков интегритет, што нема да има потреба некому да се колнат за да им верува. Не знам дали се сеќавате, но и Господ Исус зборуваше за оваа тема во беседата на гората. Самиот тој кажа дека нашето да треба да биде да и нашето не треба да биде не, а се што е повеќе од тоа е од злиот. Христијаните треба да бидат доследни на своите зборови и останатите да знаат дека тие се луѓе од збор. Во нашата култура, кога некој го мисли и прави тоа што го кажува, за него се вели дека неговите зборови тежат. Прашањето за вас денес е: колку тежат вашите зборови? Продолжуваме со читање. Стих 13. А ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога, весел ли е, нека го фали Господа. Страдањето е реален дел од животот. Не е прашање дали ќе страдаме, туку во каква форма ќе дојде тоа страдање и уште поважно, како ќе реагираме за време на страдањето. Во стихот кој го прочитавме, Јаков вели: ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога. Ова е најдобриот пристап кон било која болка и криза во животот, да му се молиме на Бог и од него да бараме сила, утеха и решение. Знам дека кога христијаните се собираат за богослужба, некогаш сме во искушение да им кажеме да се смеат и да бидат весели, но факт е дека добар дел од луѓето искусуваат некакво страдање. Секој човек има своји бремиња, борби, искушенија и тешкотии. Наместо да ги охрабриме луѓето да се смеат, подобро е да ги потикнеме да се молат, а ако се молат, Бог ќе им даде да ја искусат неговата радост дури и во време на страдање. Во вториот дел од стихот, Јаков ги охрабрува оние кои се весели да го фалат Бог. Значи, оние кои страдаат треба да му се молат, а оние кои се весели треба да го слават. Како и да е, што и да ни се случува, неговиот поттик е да не дозволиме ниту доброто, ниту лошото да не одвојат од Бог. Стихови 14 и 15.
Болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни, та да се помолат и да извршат помазание над него со елеј во името Господово. И молитвата со вера ќе го исцели болниот, и Господ ќе го крене, и гревови, ако направил, ќе му се простат. За жал има луѓе кои ги злоупотребуваат овие стихови. Не знам дали го прават тоа свесно или несвесно, но ветуваат дека додека сме тука на земјата, Бог ќе ги исцели сите болести на верниците, доколку има некој да се моли за нив и да ги помаза со елеј. Пред некое време слушнав за човек кој го фрлил инсулинот на неговиот син, тврдејќи дека Господ ќе го исцели од дијабетес. За жал, момчето на крај починало, бидејќи не ја добило терапијата која му била потребна. Не сакам да ме сватите погрешно, јас верувам дека Бог може и дека тој исцелува луѓе. Но не сум баш сигурен дека неговата волја е секој пат кога свештениците се молат за некој и го помазуваат со елеј дека исцелението мора да се случи. Ако е така, тогаш ние христијаните никогаш не би требало да умреме, бидејќи постојано ќе имаме некој кој се моли за нас и ќе не исцелува од секоја болест која би резултирала со смрт. Еве што сака Јаков да каже преку двата стихови кои ги прочитавме. Тој вели дека кога има некој болен помеѓу нив, првото нешто што треба да го направи е да ги повика црковните свештеници или старешини да се молат за него. Значи не се црковните старешини тие кои треба да трчаат по болните или да им се јавуваат и да ги прашуваат како се. Туку кога некој е болен, тој само иницијативно треба да ги извести водачите на црквата за својата состојба со здравието. Јаков вели дека старешините ќе извршат помазание со елеј на болниот. Во Новиот Завет има два зборови кои се користат за елеј или за масло. Едниот од нив се користи во религиозен контекст, а другиот во медицински. Првиот е старогрчкиот збор хрио, истиот од кој го добиваме зборот Христос. Христос во превод значи помазаникот. Зборот хрио се спомнува на 5 места во Новиот Завет и секогаш се однесува на помазанието на Христос од страна на Бог Таткото и Бог Светиот Дух. Но во Новиот Завет се користи и зборот алеифо, кој исто така се преведува како елеј или масло. Овој збор се користи повеќе пати во Новиот Завет, а едно од тие места е во Матеј глава 6 стих 17, каде Господ Исус вели: "А ти, кога постиш, помазај ја својата глава со масло и измий го своето лице." Поентата на неговите зборови е дека оние кои постат не треба пред другите да покажуваат колку се тажни и истоштени, туку да изгледаат најдобро што можат. Во тоа време луѓето знаеја дека маслиновото масло не е добро само за јадење, туку има добар ефект и како лек. Моje лично мислење и верување е дека советот на Јаков е следниот: старешините нека се молат за болните и нека го помазаат со масло кое ќе му помогне во неговата здравствена состојба. Со тоа Јаков не сака да каже дека Бог нема сила или волја да ги исцели оние кои се болни, туку поентата е христијаните да бидат практични, да практикуваат молитва, но и да ги користат ресурсите кои Бог им ги има дадено од природата. Стих 16. Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг за да се исцелите. Голема сила има усрдната молитва на праведникот. Исповедањето на гревовите е многу важна практика која се чини дека е се помалку застапена во црквата. За жал живееме во време кога секој си има свој личен живот кој не сака да го споделува со никој друг. Проблемот со таквата изолираност е што луѓето често си ги чуваат своите гревови во приватност толку долго, што кога ќе станат јавни, веќе е предоцна и штетата е преголема. Јаков не предупредува против таквиот пристап и не советува да се ги исповедаме гревовите, но и да се молиме еден за друг, за да добиеме ослободување од истите. Поентата не е само да си ги исповедаме гревовите и да знаеме повеќе информации еден за друг, туку во молитва да бараме излез од злото кое е во нас.
Во следните два стихови Јаков дава старозаветен пример за силата на молитвата на праведниот човек. Стихови 17 и 18. Илија беше човек смртен, како и ние, и со молитва му се помоли на Бога да нема дожд, и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли, па небото даде дожд и земјата го даде својот плод. Замислете, пророкот Илија му се помоли на Бог и 3,5 години не падна дожд во Израел. Не сакам да навлегувам во причините зошто и како тоа се случи, но само ќе напоменам дека пророкот Илија го стори тоа за да го привлече вниманието на царот, но и на целиот израелски народ. Но поентата на Јаков не е тоа, туку тој само ни дава еден реален пример за тоа како Божјата моќ може да се пројави преку нас доколку се молиме со вера. Стихови 19 и 20. Ако браќа некој од вас се отклони од вистината, и ако некој друг го поврати, тој нека знае дека оној што обрати грешник од лажлив пат, спасува една душа од смрт и ќе покрие многу гревови. Овие два стихови се всушност последните во посланието на Јаков. Како што можете да забележите, ова послание не завршува со поздрав, како што е случајот со некои други писма во Новиот Завет, туку завршува со поттик да им се помогне на оние кои се отклонуваат од вистината. Тоа е повикот за секој зрел христијанин. Ако забележите дека некој отпаднал од верата и почнува да се занимава со ереси и лажни учења, ваша одговорност е да разговарате со таа личност, да се молите за неа со надеж дека ќе се врати назад на вистинскиот пат. Во тој процес, ваша задача не е вие лично со своји сили и напори да ја вратите личноста назад кон вистината, туку само да ја го покажете Христос, а потоа таа личност ќе одлучи што ќе стори во однос на тоа. Тука ќе завршиме со обработка на посланието на Јаков. Се надевам дека се што споделив во однос на ова послание ќе ви биде од полза и ќе ви служи повеќе да го сакате Бог и повеќе да го сакате ближниот како самиот себе. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на друга книга од Светото Писмо. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.